Миро, у Канаду измислиле леќу што многу скоро ќе почне да се уградуе у очи и на луѓе има шансе тај леќа да ga подобри 90% вид на слепи луѓе. У Русију на праксу да го пушти во употребу персонализирану вакцину за рак. А у Куманово, за Скопје малце покасно, али у Куманово е пред избори втор круг и још се мислив луѓе за кога да гласав. А до сега гласасва за Бекетон? Да, до сега гласасва за Бекетон. Прв круг? У прв. До тој ли смо ниво? Па не знам. Дали цивилизацијски сега у втор круг ќе се покажемо дека не смо до Бекетони. Бехатони, како е да се викав. Само препоручую на тие населја полека да го користив, пошто тај ги е. Знаеш, да не одив одма по цел. Знаеш, треба да се оди сега полека на Бекетон, од стран, да не го изабив цел, пошто... Клен за војска играње не. Нема каква клен за војска, ништото. Да се одреди од кој страну ќе се оди овој година. Следејќи од другу страну да не го потроши Бекетон. Знаеш што ми е с Бекетони најфасцинантно? Што тие Бекетони, заради тие Бекетони гласавство оние избори, и заради исти тие Бекетони, пошто не беа направени оние избори, сега ги само стависва и сега гласавство за овие избори. Значи, с едни Бекетони се добиени 2 избори. Па се седа на ударац. Да. Тепов се две мува. Па очигледно, да. Имаш ли осеќај дека ипак на некој левел се подобри, условно кажано, мајндсет куде луѓе са самото тој што имаше повише гласови за левицу и за независни кандидати? Добро, да, на генерално ниво, да. Пошто на овој излезност кој го има смо, која е катастрофална излезност, за мене тоа е личен пораз, искрено да кажу, у целу кампању, пошто мене ми беше cilj, некоја своја лична cilj да ги натера млади да искочив да гласав. Млади да имав став прво, а после да искочив и да гласав, за кога сакав само да искочив да гласав, и не успеал тоа. Не успеал за кампању, не успеал да допро до тие дечки. До млади луѓе останаа да ни го станаства традиционални некои гласачи, 16.000, да ни го кроев судбину, ама има едно светло тамо на тунел што се појави, тоа е независен кандидат, кој размрдаги малку. Не знам сега се хипотетички да поставимо, ако не беше независен, колку ли ќе беше излезност? Дали ќе беше паднат излезност или СДС ќе направеше боле резултат или Левица ќе направеше боле резултат? И сега тој некои анализе, мислам, ја немам такви За тој ли го донесете в ресурси? Не, да, овој тефтер е многу интересен. Немам ја тие ресурси да истражу кои луѓе куде су гласале на која генерација, ама има, тој ќе искочи, вале после некој време имав овие поспремни, поголеми партии, не су поспремни, само су поголеми. И ќе искочи тој. А овој тефтер кога го спомна, овој тефтер е, знаеш зашто ми е многу символичен? Зашто овој тефтер сам го ја добијал, да кажемо, некој в 2008 година, 9 да работам. И у njega su mi, na jednu stranu mi je teatar, na drugu stranu su mi drugi работи, ще ги работам надвор од театар. И сега се спои, сега го испуни. И ми се спои театар с политику. Кога што ми завршува со белешки за политику, удари у некои мои скици што се ми правија за инсомнија, мислам дека монограф. С тако да еден добар круг сам завртеа у живот, после кој треба да размислу добро што ќе прави сега натаму. Монолог инсомнија, фатилите инсомнија, несаница за време на кампању? 2 недели пред кампању. Не, за време на кампању више почна да се забавлja. Што ти беше најзабавно? Многу работи ми беше најзабавни. Сега, чекай, имам некој документче, ние сме од левицу, ми све си чуваме, носимо се с нас. Да, имам, што ми беше најзабавно. Немате тој овој ми, например, гаджет. цело време иде с мене моја скица за стендап наступи. Али најзабавно се ми овие известувања што ми стизаат цело време. Дингере. Судскиот курир или работник не бе нашол дома.
Тие ми се најинтересни. Вртеја си шолју за кафе, некој да ти гледа на овие белешки. Ништо не е видео. Ние што гледаа, ништо не е видео. Тоа ми беше најинтересно. Викам, како не може да ме најдете? Нормално викам да не може да ме најдете. Дојдете на средба со граѓани, таму ќе ме најдете, ќе ми го дадете. Опасен си. Тоа ми беше интересно. Друго? Пауци ми беа интересни многу. Значи, ми каде нас пауци треба да ги ангажира и полиција. Они кога сакав да најдев, они го најдев каде и да е. Таму полиција што не може да го најде, пауци го најдев. Да, па добро. Свиѓа ми се што го тој третираш како забавен момент. Па не, па мораш. Ама мораш ти, ако го се нервираш на свако пауче. Разочаран ли си од тоа што не успеа не само Левица како Левица, не само ти лично, него уопште дојам дека стварно не успеа смо, ајде да кажемо, да допремо до млади, посебно до не збору за млади на кои што нешто им е обеќано, евентуално да се запосли во јавну администрацију или фамилиарно припадав на некоju политичку опцију, па мора едноставно тако да гласав. Збору за млади, кои викав све повеќе и повеќе, абе исти су сви за кога да гласам. Криво ли ти е што не успеа до нима да до? Не ми е свеедно, ама исто со цели овие избори, овие кампањи, малце си докажа сам на себе дека илузију сам ако живее. Знаеш, као со школа сам и у кој град живу и с кои луѓе уствари. Малце сам ги идеализирае претходно. Така да мислам дека сега, знаеш, испунимо себе пророчанство на Тонита Михайловско, кога го праша ти у еден наш подкаст претходно, за кога би гласае ти сега да си кумано, ќе ти кажа, за Макс. И тој се деси. Да. Добро, ако ги е на луѓе убаво, окей. Ако е до Бекетон, окей. Ама ја не сум одек за тоа. А многу ќе помислив дека не смо ми за тоа. Знаеш, многу по неурбани средини што се мислеа дека се по неурбани испод нас како добра опција за живот. Сега по-добра опција, знаеш. Значи не, ајде сега да збориме реално, не е само Бекетон, Миро. Не е Бекетон, ама Бекетон го одлучи работа, не е Бекетон. Орлам дека не е Бекетон. Сеќаш ли се што кажа Даниел Стојчевски, кад ни беше гост, управу сезону на подкастрување? Што беше? Мислу дека се не беше... Не ги памту политичари како Даниел Стојчевски, што се кажале, како да ти кажа сега. Сеќаш се што кажа Даниел Стојчевски, Сеќаш ли се што одговори... Сигурно не е било тачно. Не се сеќаш, да, додуше управо си, не се сеќаш, не беше вредно за успомену. Мада се наљутија, слушам, затоа што кад го прашасмо, абе постои асфалт у Јапан кој се ставља преко целу годину, не само непосредно пред избори, он кажа, не знам, ми узнам, не правимо тако е. Ми си работимо по план и програм. Колко им дадесмо не за право, како да го формулирамо тој прашање, колко им дадесмо власт на такви ликови уопште да ги изедев т. Да одговарав неискрено на такви прашања. Ама не, они се едуцирани да одговарав неискрено. Пази, дали приметуваш сега ја го приметувам, како не сам у кампању овие неделју дана. Начин на зборење на Орцата по Скопје и начин на зборење на Максу и начин на зборење на Даниел Стојчевски. Се оние нешто ми збори, ама не нашата програма се нешме. И од исто школу искачав. Они искачав од исто школу. Курсе некој. Да. Сигурно нас не кошта многу, ама још не знаем. Пази како ги употребував сврндици, дополнително, и прилози, дополнително, последователно, и тој се... Највише што ме боли искрено е тој што ги посочи пред кампању на пресконференцију дека треба да се држив до некое нормално ниво, дека улазамо с повик за млади и да пробав да не дискредитирав, да немав обиди за дискредитирање на наши карактери и девалдирање на наши вредности. Моментално тој се дешава. Мене пробаа.
некој да ме дискредитира заради тоа што не сам се вртеа на работу, још не му јасно дека ми не се вртимо на работу, ми идемо таму за други работи, док се они тутка валјав воопшто. Ама Расиновиќ проба Орце да га дискредитира. Пазите, Амар е 96 година. Ти пробуеш најмладога политичара и најуспешного моментално на овие избори, да га дискредитираш и деволвираш. Тоа е твоја будуќност, тоа е наша будуќност, тоа не е будуќност на Македонија, иднина, така ли? Сакале ми тоа или не? И сега, дали доваѓање на тој иднину? Не, они видесва дека сакале. Дали доваѓање на тој иднину ќе биде сега или малце покасно? Она ќе дојде. Ама зашто стално да каснимо? И тој дискредитација и деволвирање, само тој ќе го направи, само ќе го одложи наш колективен напредак. Ништо друго. И многу е ниско. И стварно више некад ги разбирам било кога од политичари, млади, посебно од левицу, кога ќе почнев с јазик некој, да кажеме, недоличен према стари политичари, пошто мислам дека не заслужува више овие стари политичари, што пробуев да ги дискредитирав млади, не заслужува бонтон. Не заслужува и не само преко вокабулар, и не само преко научену реторику на тие курсеви, на кои што сви иде во исто време. Нека нешто друго, нека збори на исти начин, ама нормални работи. Ама понижувачки се понаша у целу кампању и со говор на тело, и с... Далеко смо тоа. Многу ми е драго, бар што млади увидесва дека колку су ги гледале дебате и уопште njeni наступи, дека бесва пуни со себе и со некоја ароганција. Млади не трпив више таква ароганција. Видели га колку пута Максим на дебате, ова кој пие воду, док ви зборите. Ти иди разборите ова кој пие воду. Постоеше некој говор на тело кој што стварно беше понижувачки за соговорници. Демек влада он со ситуација. Над. И ќе биде после. Лично мислу дека тој го увидесва. И млади, ама некои од постари. Освен беби бумери, они ништо не уведуваат. Еве, нека победив. Ајде све нека победив. И не се гледа, до сега не се гледа кога ќе победив дека они ќе имаат соработку со млади. Значи, тој ми е криво, тој ме боли. Па не може да те боли затоа што они имав само еден адут дека гледа се дека ќе си терав како и досега. Гледа се дека ќе си терав. Единиот адут е тој што и они викав дека и они имав млади. У своји редови. Добро, може ли да се тргне фони дека дојде млади да збориме и да го правиме овој држава? Они имав млади. Куде су? Кои су? Знаеш, со СДС исто дека Кумано имамо ми млади. Куде? Па на листу. Ама не сега, бе. А до сега куде су ви млади у Совет? Ви касните. Да. Претходни избори, ви да сте млади, моја кандидатура, односно мотив за моја кандидатура за подизање на млади, немаше да постои, пошто веќе су били тие ангажирани и ставени каде што треба. Значи, целиот еден изборен процес минимум се касни у тие njeni партиски одлуки. Па да, Мироме, да не забравиме, они имав многу цврсти по партије chain of command. Да, видесмо ги на избори колку су ги цврсти гласови. Да, ама за сви други збору, значи имав тачно се види кој коси, кој воду носи. И ако га млади увидив тоа, неопределени, да ги кажемо млади, дека njeni млади не им се дава ни воду да носив, онда ќе постои еден пресврт на у друг круг. Мене не су ми јасни 2500 гласови у Куманово неважечки. Односно не су гласови, него неважечки листчи. Кои су тие? ВМРО ли? Разочарани. СДС ли су разочарани? Млади ли су разочарани? Тие 2500 су знак дека нешто се... Много голема бројка е тоа. Имам 2200 гласа. Има неважечки 2500. Да. Тоа е голема бројка на тој излезност. Много голема. Ако е по проценти, дали сам 5 или 6% су мои гласови као кандидата од укупни. Тако е нешто, измеѓу 5 и 6. Да, а ова е више 7% ќе му улегне, 8%. Неважечки. Одите се. Што никој не ги коментира, освен сега прв пат слушам некој да ги ова кој коментира. Па да. Пошто не сум втор круг. Ќе ги коментира смо многу повише.
И сега тие су некои традиционални гласачи според мене. Само не знаеме чии. На Максу не су. Тој има Традиционални. 16.000. Тој су или ВМРО, или Српска, или СДС разочарани, или можда и Левица разочарани. Знаеш. Тие може да ga реши. Стање у град. Мада, па, ќе се вратиме на тој Куманово, па измеша се. Ја мислам, че повише ќе се измеша, с повише советници ќе влегне Дирос, повише советници ќе влегне Левица, ама па се измеша, па ќе нема некое мнозинство тамо. А и да има. Свако мнозинство нели треба да биде репер на одлуке на градоначалника и обратно. Па не, мене ми е интересно да нема мнозинство. За да го видат цивилизацијски ток на Куманово. Дали ќе се скарав како Джукеле или ќе се договорив како цивилизирани луѓе од 21 век и ќе го направи в град. Нели кажасмо дека цивилизацијски токови дека се сведуев на Бекатон? Да видиме. Нека ме баш ме интересира Совет како ќе игра сега натаму. Било кој да победи. Добро, зар стварно ли е тој ако има некој личен интерес дека ќе гласа за определеnog кандидата? Оно што се збори по град дека многу е обеќано и затоа нужно е Максо да победи. Не, многу е обеќано, пази сега. Што значи тој многу е обеќано? Па, некој има е грб да обеќа многу. А откуде му е грб? Па може да е од милиарди од Будимпешта. Што тие пари јоште се почнале да се едев. Ни да се враќав. Сега е време кога се едев пари. Па прво треба да ги изедеме, па после да ги вратиме. И за тој ја мислу дека тој е тој грб. Тој ветер што ги дава на нима храброст толку многу да обеќав. Добро, зар стварно има некој у овој ново време да мисли дека успешан човек е еквивалентно на Куферче пред избори. куферче пред избори. Дека е богат човек, финансиски успешан човек. Зар има? Да. Па само мислам. Ама многу ни се Неќе да сум толку песимист. Многу ни се прошири комфорт зона. Ми го проширисмо комфорт зону. Порано ако е било како што се е зборило брашно и зејтин за да се купи глас, зар стварно сега од куќу на куќу минимум по 100 евра се дава. Значи до нас е. Види, да. Ми смо град у кој улазав на годишно ниво милиарде долари свеж капитал од луѓе, од граѓани, не од фирме, не од институции, од луѓе што знаеме. И тие луѓе кои ги донесав тие милиарди, јутре се купив, продадев за 100 евра. Тој не ми е јасно. Разбираш ме, како можеме у град с толку милиарди на годишно ниво, ми на краја се продадам за 100 евра. За куферче, у медиуми, за бекетон, плочку, Ај овако е, да не само прашуваме, да покушамо да дадеме одговор. Што мислиш, дали е због тој што негде у цело овој меѓувреме, меѓуживлење, Добро. без разлика дали имамо изборен процес тој годину или не, што мислиш, дали луѓе почнасва повише да веруев у тој дека све има цену, а дека ништо нема вредност? Тоа е сигурно. Тоа е сигурно. Тој онда, ако е тој сигурно, онда ке тој најпоразително. Jer знаемо ми колку коштав овија наочаре од оптику Филос. Ама знаемо и колку вреди, ако знаемо не ли ги колку носиш. вреди ако не ги носу? Да. Погубимо се малце тој. Погубимо се од што? Па од пусту трку за паре, зашто на тој начин мислимо дека сме успешни. А тоа е, и сега млади сконтасува дека не мора да су дека не су зависни од политичари, пошто сега е отворен. Глобално село стигна у Македонија, само наши политичари не знаев. Сега млади знаев дека не зависи он од плату воопшто. Он не зависи, и они си работив, што си работив, како што си работив, така ли? На стране, на интернет и на интернет. Добро, мислиш дека За тој се опатични, они вика, ако е паре со вредност, ви не научисте дека паре со вредност, сега ми си работиме на овој, не ме интересират. Тие ли су тие неважечки? Да Фриленсери мислиш дека су неважечки вешчи? Не, они су одени делчи не су искочили. А овие су неважечки некои незадоволство.
сега ќе видимо дали е стигнало куферче до тие 2.500. Ќе видиме од што е незадоволство. Да, сега ќе видимо на овие избори дали е стигнало куферче до тие или бекетон или што е до тие 2.500. Како ти истретирасва, молим те кажи ми, многу ме интересира тој. Не само тебе, него каква ти е перцепција уопште како медиуми ве се испонашасва со вас за време на целу кампању. Па не, Зборимо за fair play, зборимо за медиуми како медиуми. Не зборимо за социјални мрежи, jer туј бесте неприкосновени, левица беше значи паќе многу модерна. дискриминација према млади беше. Ја нема да кажам према левица, што левица е млади во овој држава и овој град. Дискриминација е потврдена од меѓународен фактор, од медиуми у Македонија, што сами го кажуваат дека имало дискриминација. Не зборимо само за цензуру. Зборимо во кој като отидете на дебате, како сте третирани. Има ли фри пас да му се дава на некога да си осетија? Има ли како нема. Има ли тој толку детали се има ли у кадар да ти го ставу како не го зема програму на Максима Димитриевскога, оној читако голем. Јошто ми фали, молут. 800. Не, пак ќе ги зборисмо тие работи што не су направени, не тие 800 што су направени. Оној кад му ставља педерски у кадар на дали на Мартина, дали на Диру, овој и знае он дека у кадар ќе има улегне. сега ги кажу. Од тој смислу збору, како бесте третирани од страна на медиуми, како бесва водени дебате и како меѓу себе. Ми има смо ситуација, па тој ТВ24 валјда беше, не сеќам кој е. ТВ24. Идемо, што не ти презима тебе новинар ништо врско на тоа што некој вади, ја ga имам. И одека можда и уште ми стои моја листче. Не ga извади, пошто не смо ми на тој ниво с ним. Ја не сам на тој ниво с ним. Ја не сам тој малициозен тип. Ја не сам тој што ако не ставам овој кадар ја ќе иду ќорко. Мора овој да стои. Јас се бору сега за свак глас. Јасно ми, ама тие што гласав за нима исто не су на тој Тој ли ги ниво. значи? Тој ли одлучува дали они ќе гласат што он зема програму с највише пари у целу програму? Тој ли значи? Тоа ако ги значи, баци, ми живееме у паралелни светови. Ако некој за njega мисли дека е успешен, луѓе сакав подсвесно да се поистоветив с успешнога и да гласав за njega и да покажев наклонетост, веројатно мислејки Ама што е успешност? Преска спомнати. Веројатно мислејки дека, знаеш, стварно ќе се поистоветив или нешто чечарив. Дали е тој тај психологија? Да. Да. Абе, психологија постои кога нема на некој основи он работи го тера кампања. Ама ако ти немаш кошули од 250 евра, Максима исто. Ако ти немаш кошули од 250 евра или немаш кравату, што мислиш како те доживљава аудиториум? Не збориме само за млади. Пази сега, и мало е ташно сега за кошули, на пример, гледа сега сум и закопча. Погрешко. Обично сум и од копче. Добро, за да се осеќаш покомодно. Да. Покомотно. А не да ти се види сатот 50 евра. И некој идеju да пренесу, дека сум спремен свако момент да ги засукам рукави, нема проблем. И сега, кошуля, гледај како му е вама не закопча. Ако стигнасмо мене да ме гледате по форму, а не по содржина што го збору, понда требаше за мене да гласате, пошто најболи изгледам од свите. Како да ти кажам? Најмлад, најубав, па да. Највисок, витак, висок. Како да ти објаснам? Да, естетика. Не, измешани су стандарди по кои гласав и критериуми по кои гласав луѓе. И они сега тоа многу добро знаат големи партии. Големи партии, ќе кажам овие. Кравата не е символ на успешност, кравата е на нешто сасвим друго. Подкаструваме во Аура бар енд ресторант Куманово спа. Затоа што оваа посебна аура делува на нашите гости, ги инјектира со неверојатна искреност, после која чувствуваат глад и не знаат што да одберат од менито на аура, бидејќи однапред се предупредени дека се е превкусно. Аура Куманово спа е преубава и ноќе и дење, и не само во подкастрување. Не мислам дека тотално тај гледање форму треба да се забрани и да се игнорира. Да се игнорира. Значи да се забрани да улегне мозок како нешто битно. Што има
Знаеш колко ме нервира, Миро? Колко пута сме правиле муабет. Нервираме... Статут го носи од општи, Мирош. Најжи ми се кожа. Не ми кажуј. Нервираме што мора сви да биде политички коректни и да ги стра и срам да кажев колко има подкапацитирани луѓе, подкапацитет. Зашто не Нема ечев човек луѓе што да го нема изговорив тој? Види. Подкапацитирани у смислу да ги перцепирав поруке што кандидати им ги праќав. Подкапацитет, знаеш у кој смислу? У смислу лжеме, ама барем облекја кравата. Да. Може тој да се дешава, ама... Нели? Знаеш, свак човек е под капацитет свој кад не е таму каде што треба. Сега почињам пак кампању да вода, седи мирно, нема провоцира таму. Тој ми Нема беше човек намера. што има, нема човек што има мал капацитет. Негов капацитет е мал само заради тоа што не е на право место. Збориме од позиција на гласача, Мир. Не збориме о подкапацитирани луѓе у смислу на интелект. Јер никад нема да дозволу да кажу, никад сам сама у собу, а камоли на подкаст, дека су неинтелигентни луѓе или дека им фали интелект за тие што су гласале за Имамо научно Максу. истражување кој ни кажа дека луѓе су неинтелигентни. Дека ми како нација смо најнеинтелигентни у Европа, мислам. И имамо тој. И тој се стои. Да, ама тој не су само луѓе кои што гласав за Максу. Не, за свите генерално, не збориме за луѓе за Максу и луѓе за не Максу. Тие луѓе што гласат за Максу, следеќи избор нема да гласат за Максу. Што рече сватив дека на исти бекатон ќе треба третман на да му даде или четврти или кој да му више. Колку време треба да пројде за да некој свати тој? Од друга страна, пази, мене младост ме пројде у 2 градоначалника. Разбираш? Цуца и Макс. 8 години, колку беше? 12. 20 години. Најубави години од живот. Разбираш ли? Да. И за живот, и за Да, затворење, да. и енергија за творење, и не... Креативност. Они не најдесва мене да ми искористив. Да. Значи, како ти објаснам, јас сум добро платен, убаво се работил, задоволен сум со мои примања. Ја никад ништо не би ги тражил. А зашто они мислив, знаеш колку пута сам чула, што сакате бе ти и Миро? Нели сте задоволни у живот? Немате ли паре? Што се само Да, пуните да, бе? паре, бе, паре. Пази кој мајндсет е тој. Теравте да бидеш у Ја не треба да се буну ако немам кино, ја не треба да се буну ако нема театар, ја не треба да се буну ако нема театар за деца и младици. Ние Не, него свака критика спрема нима, А од друга страна тој вика не се завртеа. У мои 3 најплодни години, задните 3 години су ми најплодни години, што сум сработају свој живот, ти мене да ме дискредитираш, ја не сум се завртеа. Паци, ја ќе се заврту и салто ќе направам. Ти што ќе направиш? немој освен само да прикамањање? да се вртиш со авто, да шлајфуеш по бекатон. Немој, бекатон не га трошим. Ѓавол да те носи. Не знам зашто цел местница. Требаше по пола улицу. Па сега за втор круг још пола да го наместив. Или следеќи избори по пола, да не ги забив цел, да не се потроши. Значи да го ставив како ние далински у кесичиња да се стои онај пакување коцка по коцка, со селотеев, И да. само за празници да го извадив за славе, да го извадив да го наместив за дојав гости, после па да го замотив, па да го вратив. И тоа да го направи ќе функционира. Тоа е најстрашно. Ај да не им давамо савети за следеќу кампању. Не, дај да ги давамо. Дај да ги давамо. Про боно савет. Да давамо и изгуби се и смисла за хумор. Миро. Да. Сатира, тој сакаше преска да ти кажу дека свака критика наменета спрема нима, без разлike. Ја и ти можда на крај на ден не смо ни некои фактори, нити имамо влијание на јавно мишљење, али смо на некој начин јавни личности. И требало би да имамо влијание. Али зашто од луѓе како нас свака критика од нjeну страну е дочекана како или си СДСМ или не си. Ради суето и его, сега ќе ти кажу. Највише Зашто? ме нервира, тој ја ќе ти го кажу директно. Да. Тој тако Зашто сме реагира. ми непријатели? Ама, слушаме, ја имам едну тактику. Ја што сакам да пројде негде, таму, тие кулари каде што се одлучува уопшто за култура, ја кажу на некога што знам дека ќе ги каже и они после ќе го земев како своја идеја. И само гледам како го реализирав. Јас сам ги шеф у сенку на некој таму. Како да ти... Значи, ја кажу и чекам тој сега последну годину,
искочи идеја тамо, појави се. Кад го реализирав тој идеја добро, јас сум како се вика, горд сам на себе. Кад не го реализирав добро, так ми е за тој требам. Упропасти сте ми го идеја. Не знаев они дека. Добро. Баше ги нима нема, тој е нина идеја и тоа е поента, они да нека го терав. Одлично, они го сработуваат, значи јас сум послободен. Хотел јас. Веќе се работат други работи. Ама кад не го оствари, па нема заврти праше стручен советот. Ништо не ти наплаќал. А само образован тоа да ти го кажеш. Стручен. Не зимав они стручен совет од луѓе што не припада во нину партију. Тако е. Ама прима, ти го кажеш вамо мојабет, поно ти тачно си го пратиш мојабет до куде ја стигнае. Ако го искритикуеш, макар и нешто што на свини се дешава, не се дешава. Не пливав, како што викаше врховна председателка, ракчиња. Па берем да плива с ракчиња стварно у реку, стварно ќе беше чиста. Ама тој го сваќа они лично како критика. У јавен интерес ќе беше на сви да плива с ракчиња. И тој беше поента на цел муабет. А не некој да се љути ако се направи виц или сатира од тој. Пази, тој беше пред кампања. Сега колку ќе се љутиш. Ако победив, сега има на све да се љутиш. Посебно прво година. Тој не може да збор да каже. Па добро, ние, ако сме биле до сега непријатели, па од ск, па што ќе бидемо? Ќе не постоиме. Ми ќе сме така збришани непријатели. Избришани. Избришани? Да. Од Фејсбук. Од Фејсбук, одамна сме ги избришани. Што може најлошо да ни се деси? Самет Салиевски да ни кликне unfriend. Да, нема врска. Тој ли е најлошо што може да ни се деси? Тој политички потек. Што? Да не дојдемо на площад, да не дојдемо на Рома Труба. Микрофони малку да ги испуштите. Шалам се. Да, спуштите, дигните ги микрофони. Вратете ги назад. Вратете ги назад. Кој беше тој политички потек? За колку гласа? Зашто беше тој? Тој е циркус. А пази, постои луѓе што јавно кажуваат дека е тој циркус, што се деси. Не, тоа беше знак што ќе се деси. А дел од тие луѓе што викав дека е циркус, поново го гласав njega ради тој што знаеш кој му бе? Добро плови у тие воде. Да. Ако су мутни, ама добро плови. Добро, Миро, постоив Роми како сјајни дечки, рапери, Тим Јако. Кои што и мене ме консултирасва да направив, знаеш ли колку пута акцију за чистење на реку. Доваѓа Самет Салиевски, компонира се песма, удара се на тој дека Рома Труба Фест има 20 години традицију, менјав се боја од едну у другу партију, правив се циркуси и река од тие луѓе требаше да биде исчистена, а немаше ни иницијативу. Нити го е он исчистија с негови луѓе док е бие у СДСМ, нити СК го исчисти. Да. Абе, како и досега ќе се биде. За манифестација... Како луѓе не го сваќав тој? За манифестација и фестивали, само овој момент сакам да ги искоментирам. Сваќав га, ама не ги е битна река. Ма не ги е битна, он има мост, пројде, сега и готово, толку ги е на луѓе битна река. За културни манифестации ми се у еден момент обратисва јако, што ми сме мали, вика, ми имамо и оште традиционално, и све се кога нас на плоштат одржува. Значи, демек, тоа е битно, дека на плоштат, не е битно. Не е, на плоштат е било, некад. И било затоа што не е мало куде. Со што го поддржував тоа? Друга работа, тоа се све фестивали. Што е фестивал? Прво, што е фестивал? Што е? Тоа е славење на нешто. Или после добро завршено работа, значи обично идев на крај на некој сезону, или на почеток за почињање на некој работа. Што е каде нас од културу? Нешто за славење. Театар да немамо, па правимо фестивал. Музику да немамо у континуитет, па правимо фестивал. Да, продукцију. Филм да немамо, па славимо. Што славимо ми? Фестивал е славење, ама
За нима е фестивал, ајде, ура, бура, викни туј тупани, викни овој, све кој да настап бокс на плоштад. Тако е било 20-30 година одека. 40, 50 и 60 е било тако. Бокс на плоштад. Зашто да е бокс на плоштад? Или имamo спортску салу? Зашто на плоштад да е бокс? Затоа што малце ги ја... Поблиску сме до народот. Не сте. Не сте. Сега ќе бидете поблиско и побрзо ќе стизате до нима, пошто беткетонста ви сте. Толку ќе сте поблиско, ништо повише. Нервиралите тој кога ќе кажев, ние сме луѓе од народот за народот. Да. Па тоа е, демек ми, лепи игре. Па барем и тага е било у римско арејано, не е било на плоштад. Него имало една зграда, арејана, тамо. Добро, Миро, можда па и ми па не разбирам. Питаја ли си се некад, дали си се некад прашаја, како што беше онај дилема за време на ковид? Нели, луѓе што силно веруев у тоа што се штитив, што се вакцинирав и од друга страна, све сме нешто нели на две страни, мора таква биполарност у односи да постои веројатно ради рамнотежу некој у друштво. Имам го уташио ми. Мора таков баланс да се држи у свако друштво. И имаше нели луѓе кои што не веруе па ги прогласи сва теоретичари на заговор и така дале, они бе сванели у мањину. Да. Сега у мањину како што ВМРО-вци ќе бидев у Совет. Тој кој е горење сега направи сва, како се испуца свато. Знам, ќе се навратиме на тоа, али мислиш ли дека ја барем тако понекад мислам, берем. Што ако су сега они управо, а ми смо па некоја мањина, која што смо да кажемо условно против биле вакцинацију, што ако стварно тако и треба? Нема да ја управо. Они задавав на таков начин аперкати на гласачи, со тој што ga прави в бокс на плоштад. Извини, Ивано, ама не си пратила што прави Максим. Нокаут, па гласачи ga давав на крај. Све овој, дали се они управи или не, или за реалност, ќе ти кажем Максим Димитриевски. Слушај ги негови дуели од оние избори и од овие со Кант. Да сакаше да каже, он ке дојдеше, беше поканет у подкаст. А ја затоа сам зашто не одбија. Значи, јас сум достојна замена на Макс. Да, бе, вика и сега Миру. Да. Не, збори се по град дека одговара исклучиво на дадени прашања, а ја не сум такав новинар. Да. Или има он куде да иде? Има куде. Још увек. Има куде да иде. Нека си иде. А што ако не ми одговори? Што ако смо ми тија што смо у заблуду цело време? Не мога да го најду, имаше едно песмо напишано пред, да кажемо, 10 години можда, 7-8, која ќе парафразирам поезију, сега ги опрости ми на тој. На крај завршуваше, ако су они проклети, наши пароле ќе ги испишемо со нину крв, ако смо ми тие што су криви, ми да смо проклети, нини пароле нека ги биде испишено со нашу крв. Одлично парафразирање, знам на што што алудираш. За тој ти кажа преска дека некои места што се мислеа дека нема шанси да помислат да живеат таму, некако сега сум ги као добра опција. И може да се управа. Може да овој град треба како да изгледа. Може да сакавте кој да изгледа. Знаеш, окей. Нели? Па можда ми ништо не разбираме и нема укус. Само што не е окей. Не е окей да се држава потроши толку ресурси да ме одбере мене од Куманово, да потроши толку ресурси на моје едуцирање, да потроши толку стипендија на моје едуцирање, да потроши толку пари државни, за да ме спреми за култура и на крај да ми каже, таро, не мора ти с култура се баш, седи тамо што се ради. Добро ти взимаш плату. Да, врткај се таму како можеш. Тој не е окей. Тој не е. Ич не е окей. Ама не е окей ни дека... може да ги е добро. Не е окей ни дека река нема да ни се исчисти, не е окей ни дека Пионерски се запали онај ден. Значи, те Пионерски више, како да ти објаснам, Пионерски се запали валјда за да се нешто дешава таму. Пошто горе и Житомел пред да се продаде, горе со многу фирми овдека и многу зграде пред да се продаде. Ама нели беше дотерај го невесту за да боле го продадеш, а не запали го? Да, а има деца у тој Пионерски, има градинка од друга страна. Тој, ако не искочи некој с одговорност или кој ga е запали и како, нели, тој се увек некои деликвенти, не е тој ништо намерно, као и се. Зашто е запалено? Како е запалено, нека кажат надлежните. Надлежните. Пошто многу надлегав. Органите. Да.
Органите. Што сакаше да кажеш за циркус и совет? Не, циркус и совет. За Скопје сакаше да искоментирам тоа што се дешава и у Куманово, на Кеј, само ние не ја гледаме, исти тие пацови, исти тие глусци. Смрти девојка е представа што го ја режира у културен текст на Ариел Дорфман и пишува за комунизам, односно падање на Алендата, доваѓање на Пиночета и на Пиночета диктатури, и што се дешава, што е он све прави од тие диктатури, жртве на тие диктатури. За тоа е представа. На крај представа завршува с, па да кажемо, помирување, или не помирување, опростување. Текст завршува, не представа. Представа го смени, ќе кажу зашто. Текст завршува с помирување, односно опростување, помеѓу жртву и насилник. Кога мене, у представа го сменисмо, крај каде што насилник, у момент кога жртва му опростува, или сака да му опрости, или иде натаму ситуација, насилник искористува ситуација и ги убива. Значи, он ги сам доваѓа дома, ги препозна, и он ги на крај убива и си иде. Зашто го ја тој смени? Зашто го смени крај? Има еден расказ од Дино Буцати, или Дино Букати, кој како го преведува, кој вика, напишене у почеток на 20 век, и таму му е алегорија за доваѓање на фашизам. Значи, још пред да дојде Осетијага тип. И пишува еден расказ каде што едно глушче доваѓа у куќу. И као и деца, и као да го тепам, не го тепај, некага. Ќе сега чувам, гледаш што е убаво глушче. На крај, да не ја кажу цел расказ, на крај, цела фамилија е издоена у едну кујну и сви готвив, а околу њима су све пацови. И они су уморни и истоштени и изнемоштени само за да ги нахранив тие пацови. Што сака да каже авторот, више, ќе биду буквален и све ќе кажу, за све ќе кажу и поента, пошто очигледно дека поенти се јако промашуев, како на глупи ќе објаснуваат. Што сака да каже авторот? Сака да каже, кога ќе ти легне едно глушче, или кога ќе ти легне фашизам на мали врат, одма га нагази. Мицата. Зашто ако не га нагазиш мицата, ќе ти се деси стаорце. Ако ти се деси стаорце, ќе не можеме да ги наранимо колку су гладни. Фала ти за мицата, добра асистенција беше. Па добро, нели уцртани филмови е Мице. Куда нас е тако е. Ајде добро, Джери. Да. Джери. Да не ме сватат погрешно овие од... Да, што си тие куќиња шарени? Да. Овие 6 мина од Усовет што улегнава од ВМРО, да не ме сватив погрешно. Сакаше нешто и за тоа да кажеш. За Совет, леле. Што да се кажеш за Совет? Овие да ми ги распоредиш по овое. Да направи сиже. Направи сиже на романчиња од Алан Форд. Како течеше кампања, тако ми ги од почеток. Кампања или како ќе тече натаму од сега? Или како ќе тече или како тече. Може ќе види, дај да ги види прво наслови. Ајде ги наслови и како дај некој приоритет. Направи приоритетну листу и поентирај с наслов како ќе заврши све овое. Да не кажемо лудило. Добро да ги гледам. Што не претенциозно сам ги избрала наслови. За Совет, мислам дека ќе биде упати се помбоду. Имамо Супер Сирков повратак, имамо, само да ги кажу гласно наслови, 12 умјетника, имамо Разбијана боца, имамо Сан едне зимски ноќи и имамо Потрази за бомбом. Како е ситуација до сега у град Куманово, Потрази за бомбом свакако ќе остане за на крај, така да се заврши. Добро. Супер Сирков повратак. Добро. Кој ќе се врати на сцена? Да, ако се врати Сирко, да не кажеме Кирко, Супер Сирков повратак иде прво. Добро. После негов повратак имав овие 12 што сакасва да улегнев, устанасва 6. Сега мора да биде 12 умјетника и нешто со
12 с 6 да одработив како 12. Како 12. Пошто тој нема да успеев, ќе биде после у Касапски разбиена боца. Добро. После разбиену боцу само ќе има еден сан едне зимске ноќи, значи, пази време, кажуваме кое годишно време ќе се деси. Све? Да. Ова- Брзо е зимска ноќ. А пази, све е около Шекспира. Не е сон на летната ноќ, него сани едне зимски. Да. И идемо у пролет, до пролет, ја мислам дека некој тамо ќе биде у потрези за бомба. Одлично ги распореди. Исто, болje него мене, чак што више. Ако е за друг круг, ако и млади и стари сви почнасва да гледа фудиру дека е Киану Ривз на кумановску политичку сцену, кој би бија пандан за Максу, за у друг круг? На кога глумца? Молим те од Холивуд, не од Боливуд. Не. Нема такво нешто да ти кажеш. Мисло, на никога не ме стира. Не, просто... Молим те, размисли. Значи, испрема карактерни особини. Киану Ривз се вози у јавен особина треба да имаш превоз. карактер за да имаш карактерни особини. Не, карактерна особина е денеска привилегија. Како ти објаснам? Базирана на тоа колку имаш карактер. Па не би кажала дека е карактерна особина привилегија, затоа што ондак зашто луѓе не го препознавав. Па без за тоа е привилегија. Зашто не го препознав. Да го препознав, ќе го искаљав одмah. Привилегија да го имаш. Може да кажеме ево одмah по изглед сопрано. Односно сопрано, односно Како се викаше, Джеймс Гандолфини. Много сам, да, слаб сам. Джеймс Да, Гандолфини. Гандолфини. Слаб сам силно. Ето. Ако нешто, тако може. Ете. И Куманово треба да Не, гласа види, за... многу ми се допаднало што ја кажа, може да треба да се побавиме малку со Диру. Препознасува njega, Киану Ривз, нели? да, и препознасува човека што има екипу што може некои очекувања на млади да ги заврши. Тоа е многу битно. Значи, он е малце второ, на треќо ниво у тој компању, што успеа да ги покаже, да ги убеди, да ги докаже, како сакаш кажи, дека има екипу која може да ги заврши обеќања. Тоа е многу значи. Од друга страна, знаеме само дека имав паре. Немав таму екипа. Пошто таа екипа е за паре таму. Знаеш, тоа многу брзо ќе се распадне кога ќе ги снема паре, а паре знаеме дека многу брзо ги трошиме. И сега, колку ќе отиде, колку ќе искочив, плюс, колку ќе биде излезност. Излезност мора да биде над 55. За да ја имам добро мислење више за овој град. Не збориме кој ќе победи. Излезност не интересира. Мора над 50 луѓе, над 50% на луѓе да искочив за да кажев дека ги е гајле. Не е битно на кој начин мисли дека тоа треба да се реши, него дека ги е гајле за овој град, дека ги боли за овој град, дека ги секира овој град. Ако тој не се деси, ќе се деси иста патија, ќе чекаме да ги изедаме пари, они да паднат од власт и после ми да дојдеме, па да ги враќаме кредити. Мислам, многу е просто си што би се десило, само да ги погледнеш на тој начин. Ама Диро мислам дека е опција која треба да се поддржи. Сега, као јас сум туе збору своје име, не сум представник на Левицу, да не се разбереме погрешно, што Левица још нема став за тој, ќе има овие данови президиум, ќе се изјасни партиски став. Ама свиѓа ми се тоа. Многу ми се свиѓа што умете да га одделите. Јас сум Мирослав Петковиќ, глумац, кумановац. Јас сум Мирослав Петковиќ, представник на Левицу. Многу су тие битни работи. Знаеш колку су битни? Многу су битни. Битни су колку што е битно да да се хидрира лице, а најболje се хидрира со овој. И ти после шминке твои тешки у театар, знаеш ли хидролап што ќе се деси? Не знам. Па јас сега ќе ти поклону од хидролап, ово е една... Дневна анти-ейдж крема. Анти-ейдж крема. Ама чекај, чекор еден. Сакаш да ми кажеш дека не сам од млади? Да ти го кажу само најголемо нето кој жа стапил. Сакам да ти кажам дека оваа кампања ти даде 2-3 брчки повише. Еве сактури наочаре па те виде. Прво е тоник за лице. Значи ти мораш правилно да ги користиш.
Па е серум за брчке фатени од кампању за еднога кандидата за градоначалник. Ги има, значи тоа е конкретно за мене направено. Значи ово е со многу љубов направено и ово е... Ово чиво е македонско, кумановско? Да, македонски производ. Ово го работи ga хемичарка, една прекрасна особа која што многу се разбира и многу сака да изгледа убаво жене, а бога ми и мужи. Вика се Хидролаб. Сега, ово е крема на крај се ставља за суву и осетливу кожу. Погледни ми га треба да ги ставува. Значи, одлично. Да, погледни ми га лице. Иду со овој, па се стои. Овој ми е поубаво лице. Значи иду се со овој. Имам, како беше оно, имам 50 година, изгледам како 49. Не, него изгледам како 39 со овој. Прво тој, па овој. Едно по друго иде фодно. Едно по друго, па добро, можеш. Колку траете процес? Едно сат, два? Не, можеш неколку секунде, можеш минут цел. Тони? Сега више замени га тој пенкало, еве од Хидролаб едно пенкало. Уствари не. Овој сигурно не га мене. Не га мене док не победи Амар. Сигурно не га мене, тако е. Не га мене. И ово е исто што се прави од Хидролаб, од персонализирани парфеми, али многу добри. У ово има и јасмин. Браво. А јасмин ќе ти одговара на тебе, кој по карактер те гледам. Ќе ти одговара. Јасмин. Ја сакам мирис на И сакаш га мирис на јасмин. Да. Аз сам у Истанбул сум студираја, у арапски земји сам бир. Да. Јасмин е... Нели? Јас сум обколен со А и јасмин. пчеле твои га сакав јасмин. Мои пчеле ќе видиме што сакат, нешто су забушава фиони. Што? Па ај луѓе што не гласавство, него и они нешто слабо се сгласави. Слабо, а? Да, не знам, ќе видиме што е. Ајде, Миро, да ги кажемо на луѓе да гласав. Да, да ги кажеме на луѓе да искочат на гласање, да ги кажеме на луѓе ако падне Скопје, има иднина за свите. А ако падне Скопје и Куманово, она е дефинитивна и брзо ќе дојде. Она ќе дојде свакако, само да не го пролонгирамо више. Зашто доваѓање на млади га пролонгирамо и мислам дека сега право време. Јас спомнам можда на некој средба со граѓани или не сеќам, дека млади мора да искочив, зашто можда и Амар ги га тој синоќ кажа у дебату, мислам дека синоќ го тоа кажа, овој можда е задјан воз. После овој не знам дали ќе има млади што би се зафатиле да се бавив на овој начин, толку конструктивно, а од друга страна жестоко за иднину на овој држава. Да, ќе останев овие стари административци, они ако не ги се појави некој да ги каже дека на друг начин треба да работи, они ќе се работи како и досега. Како и досега, све ќе се биде како и досега. Знаеш, ми сме уценети дека нема да биде боле дека сега се совет и нас не плашив. Ако не биде тамо, све ќе биде како у Скопје. Нема паре да видава централна власт. Готово. У Скопје ги плашив. Која глупост Ако е ми не тоа? дојдемо, нема кој да ги изчисти пацови. Абе, пацови има у Скопје. Ќе завршимо така како што почнасмо, со цивилизацијски придобивки. Да. Не смее да престане наратив по медиуми, свугде, меѓу луѓе, па макар и врата од врата. Што се прави у други држави, докуде дојде со они на кое ниво, нема да идемо подалеко, ќе дојдемо само до Словенију, за прифаќање на одговорност, за оставки и за све. А што се прави овдека и колко е наратив околу ѓубре. Да. Тој луѓе прво нека искочив на гласање. Второ, нека размислив нека не го гледав програмот. Кои само цивилизацијски придобивки ќе имав ако го одберев овој страну или оној страну на опција. И дали има цивилизацијски придобивки и у двете. Да. Док не ги вратимо, па ќе кажа од моје име, од име на културу, библиотеке да су живи, театри да су живи, кина да су живи, да постои размена на информација помеѓу млади, да има места каде ќе постои та размена на информација, размена на идеја. Ми само ќе си тапкамо и ќе си овкамо и ќе си туфкамо и ќе си црцкамо. Ништо повеќе. Така да искочите на гласање, искочите на гласање. Док не почнев и да забрануев на луѓе да доаѓав у подкасти како што е овој. Има и тоа. Не бе. Ми ќе си тпкамо до оној момент, так веќе ќе биде страшно. Да. Да. Не, ми не се откажувам, не се плашувам, како ти кажам. Мислам, ја немам страх. Уопште немам страх за нешто дека не.
мечко Имам страна. страх дека нема да ми ги разберев идеја. Дека сега још ќе биде поглуви. За мои најдобро намерени, најконструктивни идеи. Још поглуви ќе биде. Кажати, Миро, можда и у нас е грешка, имамо преголеми очекивања. И на крај се разочарамо. Да, не знам дали имам очекување. Ама знам на куде ми е кажала образование, докуде сме кажале тие што се ми дале кредибилитет, докуде треба да иду и тој ќе иду и нема да се погазу сам себе и свако сабајле се буду и се гледам сам себе во очи и знам дека сум на добар пат. А сега, они дали тој ќе ме послуша? Дали има они човека што ќе ги изведе на добар пат у културу? Не знам, не сум сигурен. Пошто некако имам осеќај дека сум на прав пат, ама у погрешну насоку. Хајде да се видимо на 3 ноември и па да Баш. си разговараме за све ова. Готово? Супер. Фала на тебе.